Почитувани представници на партнерите во проектот Мечап, почитувани гости. Tenderuar përfaqësues партнерeve në projektin Мечап, tenderuar misafir. Добро утро и добродојдовте на периодична средба во рамките на европскиот проект Мечап, максимизирање на потенцијалот за подобрување на квалитетот и репликација на високостепените стратегии за урбана трансформација, финансиран од Европската програма за истражување и иновации Хоризонт 2020. Би сакал да искористам оваа можност и да им посакам срдечно добродојде на представниците на партнерите вклучени во овој проект. Проектот Мечап предвидува посветена акција за употреба на обновливи извори на енергија, зголемување на одржливата мобилност и инвестирање во технологијата. Целта е градовите да се стекнат со квалитетни решенија на располагање и на нивните паметни заедници кои ќе го подобрат локалните економии и квалитет на живот и ќе послужат како модел за репликација во други градови и ќе доведат до урбана трансформација со активно учество на граѓани и други заинтересирани страни. Градот Скопје активно партиципира во голем број европски проекти, иницијативи, во чии рамки разменува значајни искуства, практики и иновативни решенија во насока на остварување на поставените цели за трансформација по паметен град во блиска иднина. Се извинувам. Почитувани, град Скопје е целосно подготвен да превземе се што е необходно неговите граѓани да добијат паметен и функционален град кој ќе биде во чекор со модерните европски градови. Тоа подразбира систематски собирани корисни информации, организирани во функционален систем кој што ќе го поедностави секојдневниот живот на скопјани. Градот Скопје е посветен на тоа граѓаните добијат ефикасни и ефтини јавни услуги со целосен увид во перформансите на градската администрација. Со реализација на проектот Паметен град, Скопје ќе стане модерна престолнина, каде што основен дигитал со напредните информатички технологии. Работиме на воспоставување концепт на централен комунален сервис кој има за цел да овозможи на граѓаните простор каде што да можат да пријават проблем поврзан со комуналните услуги на град Скопје и веднаш да добијат решение. Тоа вклучува функционални кол центри, мобилни и веб апликации кои ќе овозможат редовни известувања за информации од комуналната сфера, плаќање комунални услуги и следење на статус на решавање на пријавените проблеми. Проектот подразбира и обезбедување на модерно управување со паркинг местата, со централизиран систем на мониторинг и наплата, кои ќе ја зголемат ефикасноста на услугите за граѓаните е еден од клучните предуслови за тоа. Систем за паметно паркирање ќе се состои од веб апликација за монтирање и администрирање и мобилна апликација за граѓаните и за возачите. Со него се очекува побрзо и поедноставно лоцирање на слободни паркинг места од страна на граѓаните, намалување на сообраќајниот метеж и многу помалку загадување. Она што сакаме на крајот да го постигнеме е можноста секој граѓанин преку корисничка апликација да има увид на слободните паркинг места во реално време. Со тоа ќе олесниме барањето на слободниот паркинг места, така што директно влијаеме за заштеда на времето и на ресурсите на граѓаните. Паметното осветлување на јавните градски површини, од друга страна, очекуваме да резултира со огромни заштеди на трошоците за електрична енергија, кои ќе ги намали ставките за јавното осветлување. Ова се само дел од придобивките на проектот Паметен град. Тој во своја суштина подразбира максимално искористување на дигитализацијата и модерните информатички технологии во насока на создавање на услови за заштеда материјални средства, но и времето, нормално како најскап ресурс на секој граѓанин.
Имајќи го предвид брзиот развој на модерните технологии, имплементацијата на паметен град као концепт бара брзи, конкретни, но добро испланирани и координирани чекори од повеќе институции на локално и национално ниво. Град Скопје е целосно подготвен да биде лидер во овој процес и да превземе се што е необходно нашите граѓани да добијат паметен и функционален град кој ќе биде во чекор со модерните европски градови кои бележат сериозен напредок на ова поле. Отворени сме за нови издржани идеи на стручната јавност кои можат да помогнат овој концепт да стане наша реалност. Верувам дека оваа наша средба во престојните 2 дена ќе даде сериозен придонес во таа насока и ќе помогне во правилно насочување на активностите кои имаме обврска да ги преземеме за доброто на сите граѓани. Ви благодарам.